Во прашање е доведена наставата со физичко присуство на 22 ученици кои што учат од прво до петто одделение во училиштето Пере Тошев во селото Дреновци, општина Долнени, затоа што превозникот кој што ги превезува наставничките од Прилеп им ја покачил дневната карта од 120 на 170 денари. Наставничките не сакаа јавно да зборуваат пред камера, но велат дека оваа цена била преголема. Велат од 2010 година сами си плаќаат превоз до работа, а државата не сакала воопшто да им помогне. Една од опциите е децата да се преместат на онлайн настава или пак да учат во соседното село Дупјачани, но за родителите и двете опции не се прифатливи. Бараат државата подитно да го реши транспортот на наставничките. Па сака да ги пушта децата до Дупјачани, ако за таму не ги пуштаме. По-обимо е овдека, до таму учителски сега работа, не можеме ние, ај сега ќе ги носиме. Ако учителски работно време, ќе ги носиме ние до Дупјачани. Значи бараме до Министерството за образование да го обезбеди превозот на наставничките, значи да си продолжи наставата, да си течи редовно. Ако баран онлайн немаме средства за тоа, оти немаме ни лаптопи, ни телефони, ни интернет, па немаме. Одвај обезбедуваме за поголемите деца. Кон директора се обративме, директорот вели ние немаме доволно примања за да го исполниме тоа. Кај градоначалникот отидовне, градоначалникот не го најдовне. Родителите се пожалија и на условите за учење на децата. Училиштето, како и целото село Дреновци, немаат вода за пиење. За основни хигиенски потреби, учениците се мијат раце и пијат вода од импровизирани чешми. Вода во буриња се носи од соседното село Мажучиште. Училиштето не е заградено. Тоалетите се надвор од главната зграда. Дел од учениците немале ниту книги, а сега им требало само што овој проблем со превозот на наставничките. Условите се никакви во школа, нема ни компјутери, ни вода, нема ни ништо. Значи, ужас. Служителот носи од дома или кај било, за да му обезбеди на децата само да пијат. Раце да се измијат дете, значи од таде. Ене 6 одделение, детето нема уште книги. Значи завршува годината, уште 3 месеци нешто завршува годината, моето дете нема книги. Бараме ки директорот не се пуштени од Министерството, вика, кучи и пуштан ќе ви даеме. Директорот на училиштето Адмир Кадриевски ни рече само дека се барало решение за проблемот со превозот, а од општината пак воопшто и не добивме одговор како ќе се реши оваа ситуација. Родителите не исклучуваат и бојкот на наставата.